Европа е нашиот единствен пат, но пазар со македонскиот идентитет нема да има. На денот на Европа премиерот Христијан Мицкоски испрати силна порака дека Македонија нема друга шанса за успех освен интеграција во Европската унија, но нагласи дека на тој пат нема да се газат достоинството и македонскиот идентитет. Премиерот вели дека треба да се разговара за решенија, но истовремено и нагласува дека неправдите и двојните стандарди создаваат длабока фрустрација кај граѓаните, особено кога, како што рече, принципите не важат еднакво за сите држави. Пазар со идентитетот, пазар со нашето достоинство во замена за било какви лични или политички придобивки, какви што имало во нашата понова историја, никогаш нема да правам. Ниту ми паднало на ум такво нешто. Ова моја позиција им пречи на неколкумина. Но и тие знаат дека честа нема цена и дека никогаш нема да нанесам било каква штета на нашата заедничка татковина. Евроамбасадорот Михалис Рокас упати порака дека местото на Македонија е во големото европско семејство, споделувајќи пораката на претседателот на Европскиот совет, упатена до државава кажа дека проширена Европска унија значи поголема геополитичка отпорност, засилена енергетска независност, подобрена безбедност, но и поголема тежина на нашите заеднички вредности во турбулентните конфликти. Имав чест утрово да споделам порака од председателот Коста, кој што ја упати оваа порака на граѓаните на државата и ја повика државата Северна Македонија како идна земја членка на ЕУ. Тој прати силна порака за обединетост, за решеност. На 81 годишнината од победата над фашизмот, Мицкоски порача дека Македонија била на вистинската страна. Според него не смееме да дозволиме подвигот на илјадниците борци кои ги положија своите животи за слободата која денес ја живееме да биде заборавен или релативизиран. Упати порака до сите во државата дека потребно е обединување во заштита на националните интереси. Како народ од секогаш сме знаеле дека силата е во заедништвото. Во нашата историја имало моменти кога сме биле делени, разочарани и отурнати. Но секогаш сме биле обединети околу државата, околу народот и околу еднината. И тога сме победувале. Денес ни е потребно токму тоа, обединување. Не во поделбите, туку во заедничката борба за подобар живот, посилна економија, праведно општество и држава во која младите ќе сакаат да останат. Според премиерот Мицкоски, борбата денес не е со оружје, туку е борба за знаење, за развој на институциите и за достоинствен живот. Вели дека политиката на оваа влада се темели на 4 столба со главна цел борба против сиромаштијата, корупцијата, неправдата и безнадежноста, потенцирајќи дека таа борба мора да се добија со истата решителност со која нашите предци ја бранеа слободата.